Соединетите Американски држави на Македонија и воведува од денес царини од 33%. Или во превод четврта најголема царина ќе треба да плаќаме на Америка во Европа. Пред нас е Босна Херцеговина, не знам кој беа таму. Ова стратешкиот партнер вака ни прави. Па нели бе во НАТО кој ќе влезевме ние ќе цветавме инвестиции. Нели Трамп кој ќе победеше ќе беше подобро. Ке видите за 2-3 месеца после инаугурацијата на Трамп кај што беше Мицкоски. Четврто место у Европа по највисоки царини сме сега. Значи на нас не има воведено највисоки. Колку пари беа потрошени за Христијан Мицкоски 3 пати да отиде во Вашингтон во рок од 9 месеци. Веројатно станува збор за неколку стотици илјади евра. За 3 пати да оди во Вашингтон, да влезе во периметарот, во плоштината, да се сретне со Крис Павловски, па со Павловски Крис, па со Крис Павловски. Македонија извезувала во САД лани 118,2 милиони долари. Сега со овие тарифи ќе извеземе ич. Еве, reciprocal tariffs, Норд Македонија 33%. Доналд Трамп у кампањата 2 години тера активна кампања најавуваше дека ќе тарифира, ќе введува нови царини на цел свет. 2 години тера кампања у која што вика ние ќе им ги земеме парите на странците и ќе ги донесеме дома. Ние тука кога зборевме во емисија кога викав Трамп може да е добар за американците, ама е лош за целиот свет, на ова мисле. Дали американските компании кои што имаат отворено свој фабрики во Македонија, да, подложни се на истата царина. Да. Ќе им биде подобро да се вратат у Америка и да затворат тука. ќе им биде. Плоштината, Заради тоа периметарот Аптив затвори. и така натака